Добар ден, ученици! Јас сум професор Милица Поповска и предавам стручни предмети од секторот за текстил, кожа и слични производи во Средното општинско училиште Никола Гарев од Струмица. Денес ќе изучуваме тема од предметот Основи на дизајн, кој се изучува во прва година. Темата е развоениот пат и карактеристиките на облеката во 20 век. Модата во почетокот на векот ги продолжила тенденциите од 1890 години. А тоа биле високите јаки, широките капи на жените и фризурите гипсон девојка. Жените започнале да се облекуваат за поактивен животен стил, создавајќи тренд познат како нова жена, во кој облеката била помалку осветлена, чевлите биле високи со малку извиени подпетици, а кратките здолништа ставале акцент на чорапите. Работната облека вклучувала капи, волнени плетени джемпери и јакни, а чеврите се врзувале и имале тркалезни прсти и подпетици во форма на клин. Обичното здолниште било скратено и порамнето на колковите и постепено се продолжувало надолу. Жените започнале да се стремат кон нешто многу јасно и забележливо, а тоа била градата, која се изразувала преку корсетот кој ги кревал градите и ги затегнувал тесните половини и прелепеното здолниште кој ги нагласувало колковите. Мажите ја задржале својата традиционална облека. Во текот на денот тие го носеле редингот и шарените панталони, а навечер црн капут и бели панталони со елик. Постепено бил воведен костум со 3 дела. Детската облека исто така се променила. Момчињата носеле костум и панталони кои стигнувале до коленото, а востаните на девојчињата започнале да изгледаат многу повеќе детски. На следните слайдови се прикажани слики од оваа декада. Модата во 1910 години. Модата во оваа деценија се карактеризира со богат и екзотичен раскош. Предходниот период бил исполнет со ориентализам, а движењето арт-деко дополнително влијаело врз модата. Во оваа деценија од дизајнерот Пол Пуаре бил воведен стилот во светот на модата, а биле организирани и првите модни ревии. Најпопуларна силуета која станала многу повеќе лацирана, флуидна и мека во текот на целата деценија била долгата туника која се носела под фустани, а онаа со должина на колкот пак се носела на тесните драперни фустани. Бидејќи жените започнале да стануваат поактивни во танцот и спортот, тие започнале и да ги отстрануваат своите корсети на забавите за да можат слободно да се движат. Во текот на војната жените влегле во работна сила и се прилагодиле на облеката која им одговара на новите активности, со поедноставна кројка и потемни бои. Фустаните, долги до подколеницата, се нарекувале патриотски. Кај мажите, во принцип, стиловите останале непроменети од претходната деценија. Шипринското палто се носело и за официјални пригоди, а дневното палто продолжило да го заменува официјалното палто. Официјалната облека се состоела од палто, елек и панталони, а блейзерот се носел за спортски активности. Вечерниот костум се состоел од палто со опашка и темни панталони, а најчесто белата кошула се носела под палтото. Јакната Норфолк станала модерна за одење на лов. Кај детската мода, момчињата биле облечени во костуми со панталони до коленото, а девојчињата пак носеле долништа кои што биле пократки. На следните слайдови се наоѓаат слики од оваа декада. Модата во 1920 години. Модата во оваа деценија забележала модернизација. Трендот водел кон полавава облека кој ги открива повеќе рацете и нозете и полесни средства за приспрстување на облеката. Памукот и волната биле обилните ткаенини во оваа деценија, заедно со капата свила, кадифе и сатен е луксузната облека. Облеката на жените била прилагодена за утнински, поплавневни и вечерни активности. Поплавневниот фустан има долги ракави со појас, а вечерниот или коктел фустан биле подол и со одветна капа, ракавици и чевли кои биле украсени со мугнистра. Со станување популарна на џез музиката се променил и начинот на танцување, што го заменил бавниот валцер. Танцот предизвикал потреба од нова облека, особено за жените кои морале лесно да танцуваат без да бидат ограничени. Фустаните и долништата станале пократки, за да може телото полесно да се движи. Една од првите жени која носела панталони, скратила кратко косата
и одбивала да носи корсет е познатата Коко Шанел, највлијателната жена во модата на 20 век. Во раните 1920 години машката мода се карактеризирала со високи јаки, кратко изразени ревери, релативно тесни панталони, така што чорапите на мажите често се гледали. До 1925 година се појавиле и оксфордските пошироки панталони заедно со елекот со бојното копчување. Спортската облека вклучувала джемпери и кратки панталони. На овие слайдови се прикажани слики на модата од оваа декада. Модата во 1930-1935 година. Во овој период се појавила и првата употреба на вештачките влакна, особено вискоза за фустани, долна облека и синтетички чорапи. Патентот станал широко користен. Поради економската криза се користело и поевтина тканина, а многу жени научиле и да шијат. Бидејќи војската користела многу зелена и кафеава боја, производителите користеле повеќе црвена боја во облеката. Холивудските актери носеле облека која била посакувана од обичниот народ. Фустан кошулата се носела во сите прилики и можела да има долги или кратки ракави, скромно деколте и долниште кое паѓало под колената. Џебовите биле функционални и користени за украсување и придружени со копчиња од предната страна. Овие фустани честопати се носеле со палтото како комбинација. Појавата на дводелниот костум за капење дополнително го привлекло вниманието на женските тела. Како резултат на војната, мажите биле повлечени светлите бои, а биле донесени јаките бои, панталоните биле потесни, а костумите биле без елек. Костумот бил скроен да принцот од Велс станал многу популарен. Новиот костум бил помек и пофлексибилен и бил прифатен од дел од холивудските звезди. Нови форми на летна вечерна облека биле проследени со бела вечерна јакна, црна машна и панталони. Како спортска опрема се користеле секојдневните панталони, цветкавите блейзери, а најчеста шапка била федора, која што била носена исто така од мажите. Ова се слики од оваа декада. Модата од 1945 до 1960 година. Модата во годините што следела во Втората светска војна се карактеризира со воведување на висока мода. Квадратните раменици и кратките долништа биле заменети со New Look или нов изглед на Кристијан Диор, каде што биле користени подолги долништа и доблени раменици. Силуетата на женската облека имала тесни рамења, затегнати половини, а акцент се ставало на градите и подолгите долништа. Интимната облека станала особена символика за убавината во 1950 години. Била воведена и нова тканина, при најлон и нов облик на градник, кој што бил наречен катедрален градник. Од зашилени лактови на градите и овој бил користен од познатите Пати Пейдж, Мерлин Моро и Блана Тарнер. Тесните фармерки исто така станале популарни кај американските жени, заедно со белите мајки, кои што ги носеле Бриджит Бардо и Сандра Мило. Обичните долништа останале како и панталоните, а се носеле со должина на гулџот. Во 50-тите години номинацијот век Lucille Ball станала првата жена што ја покажала и својата бремност на телевизија. Веднаш по војната, машките облики биле широки и честопати со двојно закопчување. Панталоните повторно станале поцелосни. Во Америка бил воведен и трендот Bold Look со широки рамења и ревери, а во Европа New Edwardian Look со природни рамења, потесен крон, долго палто со кадифена јака и манжетни со светли чорапи. Во спортската облека популарно стекнале бермудските шортеви и хавајските костуми. Гледаме слики од оваа декада. Модата во 1960 години. Модата била обележена со елегантниот стил на првата дама на САД, Жаклин Кенеди. Таа ја направила популарна шапката без периферни, односно ратни уреди. Костумот бил со спојување на две линии, во пастелни бои, со кратко сако и големи копчиња. Хипи движењето исто така имало големо влијание. Честа појава било и босите дами, како и долгите шарени цигански долништа. Други атрибути
кои се познати се кожните елеци со долги рабови, начртаните туники на панталоните, блузи со марами, гривни и наракници. Пустиот или мини фустанот ја променил модата за секогаш. Должината на мини фустанот достигнувала дури преку средината на бутот до бедрото. Англискиот фустан бил исто така многу краток, со широки ракави и шарени колаковки. На вечерните фустани се појавува малиот стром фустан, кој што станал омилен за коктел. Панталоните се капри, тесни, со висок струп и должина нешто над гвоздовите. Многу популарни биле и долгите вештачки трепки, нагласени со стрм полив и бледи усни. Најпознатиот модел од оваа време е Твиги, слаба и бледа девојка со кратка коса, сосема различна како модел од она што луѓето биле навикнати. Машките кадифени костуми со двојно копче, елек од брокат и кошули биле доста популарни, имало и големи јаки. Панталоните од типот Чарлстон биле новиот трач на модата. Се носеле блузи од шифон, джемпери со поло јака, кратки тесни блузи кои овозможувале да се види стомахот. За трнците најпосакувана фризура била афрофризурата. На модата излегле и бакенбарди, мустаки и козијата брада. Во 60-тите години се родиле легендите како Одри Хепберн, Битлси, Ролинг Стоунс, Бриджит Бардо. Битлси ги диктирале модните фризури за мажите, а се родила и идејата за сексуално либералност, како идејата за мир, љубов и слобода. Гледаме слики од оваа декада. Модата во 1970-тите години. Модата во овие години се однесува за индивидуалноста, каде не постојат правила на игра. Крајната облека на жените во тоа време вклучувала звонарки, доблени фармерки со должина на гужот. Модните додатоци вклучувале рачно изработени украси за вратот и додатоци направени од природни елементи како дрво, школки, камења, пердови, индиски мунистри и кожа. Многу жени продолжиле да се облекуваат со повеќе гламурозна облека. Се носело долги и кратки фустани, мини здолништа, вечерни наметки, топли панталони, тесни мајци и джемпери, кои што станале огромен феномен во раните 70-ти години. Во 1974 година, мајицата веќе не се сметала за долна облека. Била изработена со детали, со дизајни со слогани, спортски тимови и други стилови. По спортскиот изглед, ракавите се разликувале по својата должина. Биле носени тренерки, кошули, како туники, джемпери, панталони со низок струп. Диско музиката донела и модата да се карактеризира со фенси облека. Најпознат изглед бил фустанот со маичка, корсет, раскопчените кошули, блейзери, кратки и лабави панталони, макси долништа и така натаму. Во 1977 година американската актерка Фара Фосет го популаризирала едноделниот костум за капење. Ова представувало многу секси и тесен костум за капење. Кај мажите биле популарни сатенските кошули во најразлични бои, звонарките, едноставните фармерки, спортските јакни, чино облеката, бейсбол јакните и закопчаните елези. Американските костуми започнале да наликуваат на европскиот костум, кој што се карактеризирал со високи рамења и џебови во отворениот дел. Гледаме слики од оваа декада. Модата во 1980-тите години. 80-тите години се време на силните жени, на панк-рокот и агресијата. Облеката и шминката имале тенденција да биде толку светла и живописна. Модната женска облека вклучувала најразлични видови джемпери, јакни, туники, палта, кадифени блейзери, лабави фустани со должина до коленото, високи панталони со висок струп, кожни панталони, везени фармерки и така натаму. Уличната облека пак честопати била искината, во комбинација со волакопки и тренерки. Поп звездата Мадона се покажала како многу влијателна за женската мода. Таа за прв пат се појавила на танчерската музичка сцена со нејзиниот уличен изглед, кој се состоел од кратки долништа облечени над хеланките, гербени, гумени нараквици, ракавици, неуредна коса со темни корени, ленти и панделки, како и ракавици кои што биле многу популарни од Мадона. Најчести додатоци биле ремените, високите чизми, чевлите со кружни прсти, жилена раквиците, малите тенки гердани
и малите часовници. Атлетските додатоци биле огромен тренд и во голема мера била зголемена лудоста по аеробик. Серијата Династија имала големо влијание за да се создадат големите потпунки на рамото. Жените станале посигурни на работното место и се носела моќна облека што ја прикажувала машкоста, со што тие изгледале многу професионални. Костумот на Маргарет Тачер за брзо време станал еден од најпознатите символи. Костумот што го носела Тачер обично биле тонирани во една боја, со јака и сукња, што завршувале под коленото. Широкото рано и бисерниот гердан исто така биле нејзина редовна облека. Гледаме слики од Мадона и жени облечени во кратки долништа. Кај мажите, џебовите пак на костумите станале потесни, а елепите се носеле во 6 или 5 копчиња. Врските биле пошироки во поконзервативни бои. Долгата коса, кожените рокерски јакни или тексас јакните, тесните или искинати фармерки обојувани со киселина и белите високи патики и беџовите со логоа на омилени хеви метал групи биле популарни кај тинеџерите кои што ја обожавале оваа музика. Панкот се карактеризирал со повеќе обоена фризура, како кај мохавците. Приврзениците на движењето на одбран се потенцирале индивидуализмот во модата. Приврзениците на фудбалската кежуал субкултура почувале палто на Блубери, Стоун Айленд, Лакоста, полокошули на Бел Шерман и тренерки на Фед Пери, патиките на Адидас или Найк, патиките Фила или Елеси, рамни капи, бейсбол капи, фудбалски кошули, шалови во боите на нивниот клуб. Чеврите Конверс биле популарни во првата половина на 1980 година. Во 1984 година Найк ја вовел и првата патика на Ер Джордан. Док мартинците представувале темни чевли или чизми со воздушни терничиња, кои што ги носеле и двата пола во 1980 години. Тие представувале и важна карактеристика на готскиот изглед на постпанкот. Обетките станале главна мода за машките тинејџери. Тенките метални нараквици исто така биле многу популарни. Новите дигитални часовници станале тренд во раните 80 години. Иако возрастните професионалци се вратиле кон стандардниот модел на часовници. Гледаме Панкер од 1981 година, Силвестер Сталоне, хавајска кошула. Стигнуваме до последната декада, а тоа е модата во 1990 години, која што била дефинирана со враќање на минималистичката мода, за разлика од поискусните и светкави трендови во 1980 години. Супермоделите, како Линда Евангелиста, Синди Крафорд, Наоми Кембел, доминирале на модната индустрија. Уличната женска мода вклучувала тексас, обоени фармерки, челанки од ликра, обоени фустани, шортеви, црни кожени долги хулахопки, челанки, спортски градници, буксери, леотари. Многу популарен изглед кај младите бил и секси училишна девојка, мини долништа од старта, недоволно големи џемпери, стилен фустан над колената, хулахопки и бујни чевли. Гранч модата се состоела од карирани кошули, искинати фармерки, ток мартинци, борбени чизми, огромни плетени џемпери, долги и завиткани долништа, искинати фустани и еколошка облека направена од рециклирани текстили или органски памук. Жените на работното место носеле морнарско сина, сива или пастелна боја на сукни, блуза со заврзана марама околу вратот, свилени шалови и чевли, кратки фустани со светло-болезни бои. Носеле и обетки на разни делови на убото, приврзоци со рогови од животни и светло обоени ногти. Мажите носеле фармерки со високи струкови и тексас јакни, полокошули, кратки јакни, сиви џемпери, преголеми тексас кошули, џемпери во V израз на вратот, фудбалски шортеви, бели атлетски чорапи, спортски сакоа, маички со графички печати, бейсбол јакни и друго. Хип-хоп модата вклучувала бейсбол јакни, кошаркарски дресови, бујни фармерки и големи очила. Гледаме слики и това дека. Ви благодарам и за одвоеното внимание.